Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе обработиме уште една група на псалми кои се всушност познати како Михтам псалми. Зборот Михтам е еврејски збор кој води корен од друг еврејски збор што значи гравирање, кој пак се однесува на гравирање букви врз камена плоча. Например, во некои преводи од Стариот Завет, Псалм 56 има наслов кој гласи за хороводителот, Михтам на Давид, кога филистејците го однесоа во Гат. Еден теолог го има наречено овој псалм радосната храброст на бегалецот. Верувам ќе се сетите дека во последниот псалм кој го обработувавме, Давид зборува за тоа како би сакал да има крилја и да одлета некаде во пустината. Во овој псалм се чини дека таа негова желба е исполнета. Не дека тој буквално отиде некаде далеку, но во својата неволја најде засолниште кај Господ. Да ве потсетам за контекстот во кој е напишан овој псалм. Давид беше заробен од страна на филистејците и однесен во Гат. Преку овој псалм тој всушност го опишува тоа искуство. Но овие зборови имаат значење и за нас денес, бидејќи не учат нешто за Бог, а ќе бидат значајни и за верниците во иднината. Се надевам дека ќе бидете отворени за Бог преку овој псалм да ви зборува директно во вашите срца. Ке почнеме со читање, стихови 1 и 2. Смилувај се, Боже, на мене. Луѓето ме газат, напаѓајки секој ден. Душманот ме притиска. Моите непријатели по цел ден ме газат, зашто мнозина се оние кои ме напаѓаат. Очигледно е дека Давид беше опкружен со непријатели кога ги пишуваше овие зборови. Се чини исто така дека чувствуваше и страв во однос на сето тоа. Знаете, секој од нас може и некогаш во животот ќе почувствува некаков страв. Дали вие моментално се плашите од нешто, од некоја ситуација или некоја опасност? Например, јас се плашам од летање со авион, но таквите околности се прилика во која му ги предавам своите стравови на Бог. Стравовите се добра можност да му верувате на Бог. Стих 3. Кога страв ќе ме спопадне, во тебе се надевам Севишен. Денес има многу луѓе кои самоуверено велат: знаеш, јас немам никаков страв во животот. Мислам дека таквите не се нашле во некакви околности во кои стравот во нив ќе се пробуди. Секој од нас се плаши од нешто. Од друга страна, царот Давид немаше проблем да признае дека има страв, но многу јасно ни кажува дека кога се соочи со страв, тој одлучи да се надева на Господ. Ние луѓето не можеме истовремено да чувствуваме страв и да му веруваме на Господ. Во прво послание Јованово, глава 4 стих 18 пишува: Совршената љубов го изгонува стравот. Кога човек ја има искусено Господовата љубов и во своето срце има љубов за Господ, на таквиот му е тешко да живее со страв во срцето. Ќе продолжиме со читање на псалмот. Всушност, ќе прескокнеме неколку стихови и ќе го прочитаме стих 8. Станува збор за многу интересна изјава која верувам дека ќе им донесе утеха на оние кои страдаат. Ти ги броеше моите маки, солзите мои ги собираше во мешина. Зар не е се запишано во твојата книга? Авторот вели: ти ги броеше моите маки. Господ ги знае сите неволји низ кои сте минале во животот. Некои неволји и тешкотии во животот се толку големи што цел живот остануваат во нашето сеќавање, а на други не се сеќаваме после неколку години. Но Господ ги знае и оние маки кои ние сме ги заборавиле. Интересно е тоа што авторот вели дека сето тоа е запишано во неговата книга. Не знам за која книга станува збор, но би било интересно да се има пристап до неа, зарем не?
Авторот исто така вели дека Бог ги собирал неговите солзи во мешина. Според некои историчари, некои народи на Блискиот Исток го правеле токму тоа. Пример, ако некој човек почине, неговата сопруга би ги собирала своите солзи во мешина и потоа ги ставала на гробот на саканиот, како знак за нејзината голема тага. Но, во стихот кој го прочитавме, Господ е во улога на оној кој ги собира солзите на авторот на псалмот. Тоа е само символичен начин на кој авторот кажува како ја доживува Господовата грижа и утеха кога во себе чувствува тага. Во писмото ни се вели дека еден ден, кога ќе бидеме дел од Божјото царство, тој ќе ги избрише сите наши солзи, односно ќе ни даде утеха за сите наши страдања. Стих 10. Божјото ветување го славам, се фалам за зборот Господов. Пред некое време добив писмо во кое некој ми напишал: многу ја фалиш Библијата, постојано зборуваш за Божиот збор, но тоа е она кое и Давид го правеше. Колку би бил светот поинаков кога би ги славеле Божите ветувања и би се фалеле со Господовите зборови. Јас сум навистина благодарен на Бог што ни го дал Светото писмо. Стих 11. Во Бога имам верба, не се плашам, што може да ми направи човекот. Изјавите во Бог имам верба и не се плашам се тесно поврзани. Ако имате искрена вера во Бог, стравот ќе исчезне од вашето срце. Стих 13. Зашто ти ја избави душата моја од смрт, а и нозете мои од сопнување, за да одам пред Бога во светлината на живите. Давид беше свесен дека само поради Господовата милост ја избегна смртта и се чини дека во него се јави желба да не се сопнува веќе на истиот грев, најверојатно се мисли на неговата прељуба и да оди во светлина. Според тоа што го читаме во писмото, можеме да кажеме дека Давид навистина не се сопна повторно на тој грев. Денес и ние ја имаме можноста да чекориме во Божјата светлина и тоа да го правиме со силата на Светиот Дух. Да се чекори по Духот значи целосно да се потпреме на неговото водство во секоја сфера од нашето секојдневие. Да се чекори по Духот не значи да се живее совршен живот, бидејќи ако тоа беше така, никој од нас немаше да може да го стори тоа. Но, дури и кога ќе се сопнеме и ќе направиме некаков грев, Светиот Дух повторно ќе ни даде сила да се покаеме, да станеме и да продолжиме напред обновени преку Божјата милост. Со тоа доаѓаме до Псалм 57, кој е втор псалм од така наречените Михтам псалми. Во некои преводи од писмото, каде псалмите имаат наслови со објаснување, за овој псалм се вели дека е напишан за хороводителот, но и дека е напишан во услови кога Давид се сокри од Саул во пештерата. Кога царот Саул се крена против Давид, Давид се криеше во пештерите кај мртвото море. Еднаш имав прилика да ја посетам таа област и од тоа што можев да забележам, станува збор за област која е особено жешка во лето, а сигурно ќе е пријатна во зима. Во таа област се наоѓа и Адуламската пештера, во која Давид напишал неколку од псалмите кои ги имаме во Светото писмо. Патем, Давидовите страдања се како предслика на Христовите, а и оние кои праведниците допрва ќе ги искусат при крајните времиња. Но, додека ги читаме овие стихови, не заборавајте дека како што Давид најде утеха и засолниште кај Господ, истото можете да го сторите и вие. Стих 1. Смилувај се, Боже, на мене. Смилувај се, зашто во Тебе се надева душата моја. И во сенката на крилјата Твои ќе се засолнам додека не минат опасностите. Смилувај се, Боже, на мене. Смилувај се. Не знам за вас, но мене денес ми е потребна Божјата милост. Сакам Бог да ми е милостив. Не сакам да биде праведен кон мене, бидејќи ако ми покаже правда, ќе треба да ме дисциплинира. Сакам да ми се смилува
и навистина сум благодарен што тој е богат со милост кон оние кои се надеваат на него. Во Бог има доволно милост и за мене и за вас. Давид вели и дека се засолнува од опасностите во сенката на крилјата Господови. Векови подоцна, кога Господ Исус дојде на оваа земја, тој му се обрати на градот Ерусалим или подобро кажано на израелскиот народ со зборовите: Ерусалиме, Ерусалиме, што ги убиваш пророците и со камења ги засипуваш испратените кај тебе. Колку пати сакав да ги соберам чедата твои, како квачката што ги собира пилињата своји под крилјата, а вие не сакавте. Со други зборови, Давид успеа да најде засолниште во сенката на Господовите крилја, а за жал, израелците не го сторија тоа. Наместо да се поучат од неговите зборови, тие тргнаа по својот пат. Во следните стихови има неколку неверојатни изјави во однос на Господовата заштита, милост и верност. Стихови 3 и 4. Тој ќе прати од небото и ќе ме спаси, ќе ги посрами оние кои ме газат, ќе ја испрати Бог својата милост и својата верност. Лежам среде лавови, кои растргаат синови човечки, та нивните заби се копја и стрели, а јазикот им е остар меч. Давид се жали дека се наоѓа помеѓу лавови, а во прво послание Петрово, глава 5, стих 8, апостолот Петар вели дека сатаната кружи наоколу како разјарен лав, барајки некого да растргне. Се надевам дека преку овој стих ќе бидеме охрабрени да бараме прибежиште и заштита кај Господ секогаш кога ќе бидеме под напад од сатаната. Ќе ги прочитам и стиховите 7 и 8. Подготвено е срцето мое, Боже, спремно е срцето мое, ќе пеам и ќе свирам. Разбуди се, душо моја, разбудете се харфо и лиро, јас ќе ја разбудам и зората. Подготвено ли е вашето срце за да го славите Бог? Разбудена ли е вашата душа за да го прослави Господ Исус Христос поради сите негови дела и добрини кои ви ги има направено? Со тоа доаѓаме до Псалм 58, кој е посебен по неколку нешта, а едно од нив е фактот што започнува со прашање кое авторот им го упатува на луѓето, нарекувајќи ги човечки синови. Епископот Хорн вели дека ова е всушност прашање кое Бог им го поставува на луѓето преку авторот на псалмот. Стих 1. Дали навистина кажувате правда? Судите ли праведно вие, човечки синови? Што мислите вие? Дали одговорните кои ја водат државата кажуваат правда и судат праведно? Знаете, еден ден кога ќе се појавиме пред Божиот суд, оние кои имале високи и одговорни позиции во општеството ќе треба да дадат отчет како управувале со средствата и народот. Стихот кој го прочитавме во себе содржи Божји зборови кои се искажани преку Давид. Царот се соочи со луѓе кои неправедно се подигнаа против него. Стихови 3 до 7. Се отугија грешниците од мајчиното крило, се заблудеа од утробата мајчина, говорејки лага. Јароста им е како змиски отров, како отровот на глувата аспида, која ги затнува ушите своји и не го слуша гласот на бајачот, вражачот, вешт во вражањето. Бог нека им ги скрши нивните заби во устите нивни. Разби ги, Господи, челустите лавовски. Нека се разлијат како вода што истекува, како изгазена трева, нека се исушат. Во стиховите кои ги прочитавме, Давид многу описно бара Бог да се справи со неговите непријатели. Прво, бара да ги скрши нивните заби. Потоа, да ги разбие нивните челусти, да се разлијат како вода што истекува и на крајот бара да се исушат како изгазена трева. Од новозаветна гледна точка би рекол дека ние христијаните не би требало да се молиме вака за луѓето кои непријателски се однесуваат кон нас, но да не заборавиме дека и сатаната е нашиот непријател и нема ништо погрешно во тоа да бараме Господ на ваков начин да се справи со него. Стих 8.
како полжав што се топи да се растопат, како пометнат плод сонце да не видат никогаш. Во овој стих Давид од една страна бара неговите пријатели да се растопат, а од друга страна посакува никогаш да не видат сонце. Кога вели пометнат плод, тој зборува за бебе кое го изгубило својот живот поради спонтан абортус. Таквите бебиња не го гледаат сонцето, а Давид посакува оние кои прават зло и неправда, исто така веќе да не можат да го видат сонцето. Во 9 стих вели: пред котлите ваши да осетат топлина од запаленото трње, сирово или суво, виор нека ги однесе. Давид како да сака да каже: Господе, тргни ги овие луѓе од пред моите очи, за да не ги гледам нивните гревови. Подобро ќе биде ако воопшто не постојат. Ова се навистина сериозни зборови. Следниот псалм е 59-тиот, кој исто како и претходните неколку е михтам и е дело на Давид. Во него Давид бара заштита и благослов од Господ. Нема да имаме доволно време за да го читаме и обработиме, но би ве охрабрил да го прочитате тој псалм во своето слободно време. Сега, при крајот на оваа епизода, сакам да прочитаме 2-3 стихови од псалм 60 и да кажам збор 2 за нив. Во овој псалм читаме за Божјата дисциплина врз израелскиот народ. Стих 1. Боже, ти не отфрли и не растури, се разгневи, но сега обновине пак. За крај ќе ги прочитаме и стиховите 9 и 10. Забележете како авторот го завршува овој псалм. Се чини како од една страна неговата вера во Бог да заживува, но исто така е свесен дека Бог се има повлечено од неговиот народ. Кој ќе ме воведе во укрепениот град? Кој ќе ме доведе до Едом? Зар не ти, Боже, ти веќе не излегуваш со нашите војски? Бог само привремено го отфрли својот народ, и тоа беше поради нивниот грев, но тој им се смилува и повторно ги зеде крај себе, ослободувајќи ги од нивните угнетувачи. Не заборавајте го ова, бидејќи важи и за нас денес. Поради неговата добрина, Бог ќе го обнови секој кој се кае за своите гревови и ја бара неговата милост. До следното проучување, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.